Во Скопје, постар од камењата на камениот мост, е црковниот храм посветен на светиот великомаченик Димитри, кој се наоѓа под тврдината Кале, на десната страна од реката Вардар. Ова е еден од ретките храмови во кој постојано, без прекин, се богослужи цели 800 години, од кога датира неговото постоење. А оваа година овој храм го одбележува јубилеот, 120 години од неговото последно преосветување во 1896 година. Црковниот храм Свети великомаченик Димитри бил и 27 години соборен храм на Македонската православна црква Охридска архиепископија и е тесно поврзан со автокефалноста на нашата црква. За овие значајни настани и за историскиот развој на црковниот храм Свети великомаченик Димитри низ вековите разговаравме со професор доктор Јован Белчовски, историчар и врвен познавач на црковната историја, чија докторска дисертација е посветена токму на историјата на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Професоре, црковниот храм, посветен на светиот великомаченик Димитри, има долга и непрекината историја од речиси 800 години. Станува збор, веќе за скоро 8 века. Од кога датираат првите сведоштва и документи посветени на овој храм? Колку мене ми е познато, прво сведоштво за тоа свето место и за храм Свети великомаченик Димитрий, кој се наоѓа под Скопското Кале, постои документ од кралот Милутин, кој владее од 1281 до 1321 година, значи полни 40 години. Во негово време храмот постоел и дознаваме од една негова хрисовула издадена на манастирот Хиландар. Исто така, друг еден документ кој зборува за постоењето на храмот е од 1299 година. Значи, тоа си е точно на крајот на 13 век, имено византискиот чувен дипломата Теодор Метохит доаѓа во Скопје и тој зборува и пишува дека во Скопје под Калето видов прекрасен, убав храм посветен на великомаченикот Димитрий. Тоа се најстарите и први документи кои ни зборуваат за постоењето на црквата Свети Димитрий. Пред да го продолжиме разговорот за бурната и долга историја на овој храм, ве молам за одговор на едно суштинско прашање. Дали овој храм, кој еден долг период беше и соборен храм на Македонската православна црква Охридска архиепископија, дали во овој храм цели 8 века се служеше божествена литургија? Црквата Свети Димитрий, како што рековме, континуирано постои и покрај сите и воени бури и прилики што ги претрпувал, мислам, апсолутно Македонија, македонската територија, тој обстојува. Обстојува и постојано во него се богослужи.
Земено, како што спомнав, од 1299 година и од онаа Хрисовула на Милутин, се знае дека црквата си постои, дека во неја се богослужи, а апсолутно дипломатите византијски кои доаѓаат во Скопје сведочат за тоа, а апсолутно веќе во 1334 година македонските градови на вистина се освоени од Душан Силниот, па и Охридската архиепископија влегла во српската средновековна држава и веќе има сведоштва дека во Скопје постои и митрополија. Таа историја нема да ја сега разгледуваме целосно, но црквата Свети Димитрий се знае дека е цело време активна и тоа трае до 55-та година некаде. Истите состојби се одржуваат и од 55-та до 1392 година, затоа се има податоци кога она си е активна. Пременуваме во еден друг долг историски временски период. Станува збор за отоманското владење во Македонија. Во 1392 година турскиот султан Бајазид го освојува Скопје. Од тој период можете да ни кажете кои цркви опстојуваат и каква е судбината на црквата на великомаченикот Свети Димитрий? Обстојуваат во почетокот повеќе цркви, во почетокот отоманците, воопшто османлиите имаат толерантен однос кон другите религии, но подоцна состојбите се поинакви. Да речеме во почетокот и кога доаѓаат во таа година, 1392 година, најжестоките борби што се водат тука е на околу Ридот, што е наспроти Бит Пазарбаш, кај што е Саат кулата и сега џамијата. Тука цел ден се воделе борби, но не можеле веќе нашите војските не можеле да го спречат аскерот кој навлегувал во Скопје. Иако баш тука се наоѓал најубавиот манастир можда на Балканот и најбогатиот, Свети Горг, Ѓорѓи, скоропостижник, на местото негово сега се наоѓа џамијата, дури и тој, иако војна се ведоло, тогаш не е разрушен. Тој манастир се наоѓал точно на местото кај што е сега џамијата до Саат кулата. Тука бил манастирот Свети Горга. После, иако била тешка борба во тој момент, во тој ден, за еден цел ден, црквата не е разрушена тогаш, не е разрушен манастирот. Манастирот го разрушил подоцна дури султанот, чие име сега го носи џамијата, и дури 1429 или 39 година, вели, и таму се вели многу убаво, не можел да ја трпи убавината на манастирот и наредил да се разруши и на негово место изградил своја џамија, која и ден денес постои. Тоа бил голем манастир, колку монаси имало? Тоа е манастир кој бил, тоа е најбогатиот манастир во тоа време што бил на Балканот и нема владетел кој доаѓал во Скопје, а да не го дарувал. Бил еден од најценетите манастири, Свети Ѓорѓ, Горг, Скопски, значи до тоа време е чувен, меѓутоа неговата судбина завршува во 1429 година. Во почетокот османлиите се толерантни кон другите религии. Меѓутоа, тоа е низ историјата, тоа е менливо. Едноставно, зависи повеќе од првите луѓе, од самите султани. Веќе имаме состојба во 535 година да издадена е наредба и некои и цркви и во Скопје се разурнати. Свети Димитрий е поштеден и тој континуирано си постои. Ја има таа судбина, сепак си постои, оставен е да постои и имаме сведоштво и подоцна во 1573 година луѓе, книжевници зборуваат, Филип ди Кане зборува дека во таа црква под калето си постои, во неа се богослужи. Тоа е во 1573
1993 година, некаде подоцна во 17 век си продолжува, значи, богослужбата во Свети Димитрии, континуирано манастирот си постои, црквата си постои и за тоа пак сведочи Андре Богдани, кој може би е дури и роднина на бискупот, чувениот бискуп во Скопје во тогаш Петар Богдани, значи во 17 век тој сведочи дека во таа црква си се богослужи. Кои цркви во тој период обстојуваат и во кои цркви се богослужи? На крајот на 17 век имаме една голема пресвртница. А која е таа пресвртница? Тоа е Австро-турската војна. Австро-турската војна од 1688-1690 година. Тоа е многу тешка војна, каде што отоманците ја обколиле Виена и сакаат да ја уништат Австро-Унгарија. Им доаѓа на помош Полска, успеваат, значи, да ги протераат војските од кај Виена дури и се зазема одлука Отоманската империја да се протера целосно од Балканот. Војските заеднички на Австро-Унгарија и на Полска го гонат турскиот аскери, доаѓаат дури до Скопје, и до Велес, и до Штип, што значи имале голем успех. Меѓутоа се случува да во Скопје избие колерата, и во Велес и така натаму. И тогаш е Скопје изгорено, спалено, што значи многу, поготово имал во Скопје и синагоги, што се не, меѓутоа тоа Скопје тогашно потполно е спалено и сепак ношне интересно црквата Свети Димитрии обстојала. Господи Боже наш, Ти власт и наскажлива, и слава Тебе достижна, помилост Те безмерна, честно и извечено. Ти сам, Владико, според Твојата богосрдечност, погледни на нас и на овој свет храм и покажи ги на нас и на нашите се молци нас, Твојата богата милост и добрина. Стигнуваме до една мощна и важна година во 18 век, 1727 година. Постојат податоци дека токму во оваа година за прв пат црковниот храм Свети Димитри станува соборен храм на нашата црква? А не можеме да знаеме дали и порано тој не бил тоа. Меѓутоа, од таа година има документи, се знае дека во таа година, може би бил и порано, но ние не знаеме, нема пишани, нема сведоштва, нема извори. А за таа година веќе се знае, тоа е 18 век, 1727 година, кога се знае апсолутно точно и затоа се наведува годината дека тој е соборен храм. Важно е, битно е дека континуитетот на неговата активност си постои за цело време и дека си се богослужи во храмот. Тоа е сега веќе само друго прашање што на кој јазик се богослужи. Тоа е веќе друго прашање. И сега се приближуваме кон една тешка и кобна година, многу во тој 18 век, а тоа е 1766 па и 1767. Што се случува во тие години? Од X причини, кои ние не можеме овде да ги наведуваме, во 66 година, 1766 година, Високата порта, султанот, издаваа декрет со кој ја забрануваат дејноста на Српската православна црква. Едноставно ја забрануваат, нејзиното постоење го забрануваат. По 6 месеци, 1700
67-та година, веќе во јануари, издаваат наредба за забрана на дејноста и на Охридската архиепископија. И тоа е веќе гледано од денешна гледна точка и за македонскиот, и за бугарскиот, и за српскиот народ. Тоа е голема трагедија. Нивните дејноста на словенските цркви се забранува. И тоа е веќе една голема пресвртница воопшто во црковниот живот, па и во храмот Свети Димитрий. Именно во што е проблемот? Настапува во сите на целиот Балкан, во словенските земји, доаѓаат грчки владици, доаѓа грчки клир, се форсира грчка богослужба, грчки јазик во училиштата, се форсира грчка култура, грчка цивилизација, да се зборува грчки и така натаму. Истата судбина ја дели и црквата Свети Димитрие. Но има сега тука една друга појава. Не значи дека со забраната на дејноста на тие цркви, дека аристократијата, посебно во градовите, во сите тие три земји, гледано од денешна гледна точка, започнува една борба против таа тешка грцизација на словенските земји на Балканот. А таа борба се води во нагорна линија како? Прво, на најниско ниво е борбата за исфрлување на грчкиот јазик од црквите, исфрлување грчкиот јазик од училиштата. Втор степен е протерување на корумпираните грчки владици од сите тие земји. Трет степен е во Македонија, да речеме, да си се обнови Охридската архиепископија, во Србија Пеќката патриаршија. И четврт степен и на највисоко ниво е борбата кога општините црковни во сите македонски градови се отцепиле од Константинополската патриаршија, раскинале со неа и што значи сами си се управувале, не признавале никаква црковна власт на Константинополската патриаршија. И во Скопје борбите се жестоки. И тука се истакнува многу црквата Свети Димитрий, зашто она е веќе на прво место, сосема. Нејзиниот клир апсолутно тука се истакнува во таа своја борба против грцизмот. Во што се гледа таа борба пред се? Веднаш после 1767 година. Борбата се чувствува најмногу околу јазикот, богослужението во црквите и протерувањето на грчките владици. А на прво место во тоа време приматот го води црквата Свети Димитрije и нејзиниот клир, веќе владиците грчки се протерувани многу брзо. Затоа што едноставно многу бргу. Затоа што и не работеле како духовни лица. Да речеме за 1799 година еден игумен од манастирот Свети Димитрий во Марковиот манастир пишува вака: в то лето 1799 година послаша мне в Скопје митрополита Антим и бе зело сребролюбец. Од сребролюбија својево канон не држаше и уште 100 гроша од манастира ми земаше. Вели, испратија голем митрополит во Скопје, Антим, многу голем сребролюбец, се плячкаше, па уште и 100 гроша од манастирот ми земаше. Понатаму, ајде, до прв еден Анании се споменува митрополит, кој е испратен во 1823 година, Скопјани го протерале. Реков, главниот водач е црквата Свети Димитрий и нејзиниот клир е тогаш. Од 1823 до 28 тие го протеруваат. Патриаршијата испраќа друг митрополит Неофит. Само од 1828 до 30 Скопјани и него го протеруваат. Жестоко се борат. Потоа доаѓа Генадий од 1830 и он до 32 Скопјани и него го протеруваат. Веќе дошол еден Гаврил ли беше таму, четврт, кој само што успеел да се прилагоди, па попуштил во тоа во црквите да се служи
na crkovno-slovenski jazik, a da ne se služi na grčki jezik, i тој успеал да се одржи некако до 30-та година. Црквата Свети Димитрий во тој период баш се истакнува со тоа што таа е водачот на борбата во Скопје против грцизмот. Имаме една тешка и парадоксална ситуација во 19. век. Именно со Македонската црква истовремено во Скопје владеат српската, грчката и бугарската екзархија. Кажете ни нешто за овој период и за оваа ситуација. Па по долги борби македонската граѓанска класа, бидејќи живее под исти услови, фактички тоа се црковно-школските општини во сите градови, меѓутоа, бидејќи и во Бугарија е потполно иста состојба, и таму црковно-училишните општини водат заедничка борба за создавање на една словенска црква, со тие заеднички борби Отоманската империја, веќе Високата порта, била принудена на попуштање и одала одобрение за создавање на една таква црква. Тоа се 10 години тешки борби од 60-тите години на 19. век, па се до 70-та и 71 година, 1870 и 71 година. 70-та во јануари месец е издаден ферманот, а конституирањето на црквата е 71 година, тоа е создавањето на екзархијата. Меѓутоа, бидејќи во Константинопол имал многу се близу тие до самата престолнина Константинопол, имало многу голем број бугарска аристократија. И сепак сите тие борби таа успеала да си ги исползува за своја сметка, и таа црква се претворила, иако се работело за создавање на една општословенска црква за словените кои останувале во Отоманската империја, бугарската аристократија успеала тоа да го исползува и таа црква ја претворила во чисто своја црква екзархија. Кога дошла екзархијата тука, и Скопската епархија и Велешката, поготово потпишувани се и стилјами за која црква ќе се одлучи македонскиот народ. Велешката се одлучила директно за екзархијата, а после гласање со истилјами, повеќето северните, посебно епархии во Македонија, се одлучиле за екзархијата, сепак барем јазикот, богослужбите се на словенски јазик, и сепак богослужението им е многу поблиску од екзархијата, отколку грчкиот јазик што не го разбираат. И повеќето епархии се одлучиле за екзархијата. И Скопската се одлучила за екзархијата. И тука апсолутно веќе во 74-та година ќе дојде бугарски владика, се разбира. На екзархијата и припаднале, значи, главните цркви ги зела таа, главниот збор го игра таа, и пред се она отворила своја општина во црквата Света Богородица. Грчката патриаршија успеала да ја задржи само својата си општина во црквата Свети Спас. И сега во Скопје настапува една грозна состојба спротивна на сите црковни канони, не само во Скопје, туку во цела Македонија, едно не дури двовластие, туку и тровластие црковно би го нарекол. Од една страна е екзархијата ќе испрати своји владици, од друга страна грчката црква си има своји владици, не ги повлекува, настапува и српската пропаганда, и во Скопје дури имаме едно црковно тровластие. И како што реков, патриаршијата цариградска ќе успее да си задржи само општина при црквата Свети Спас, додека сето останато е под власт на екзархијата, па и Свети Димитрий е како втора црква во Скопје на екзархијата.
Profesore, kakva je sudbinata na crkvata Sveti Dimitri vo ovije teški vremenja, vo vremenjata na golemite meteži na narodite, na kraju od 19. vek i za vremena Balkanske te vojni vo 20. vek? Pa neziната улога е голема. Навистина, кога уште овој храм сега што го имаме и не е изграден, уште тој храм што го имаме денес, меѓутоа во 90 и 91 година, 1891 година, тука екзархијата испратила еден митрополит, Теодосиј Гологанов, кој фактички си е по потекло македонец од Неврокоп, ама тука она самата себе си се излагала, да речем. Она мислела дека е неизин човек, меѓутоа тој човек штом нагазил во Скопје, а скопјани пак не знаеле кој е и сака, еднаш го вратиле дури, а он фактички кога дошол со македонско срце и македонска душа, чист македонец, тој секој ден размислува како да ја обнови Охридската архиепископија. И целото време во 90-та година и 91 година апсолутно заедно подпомогнати од клирот баш на Свети Димитрий во тоа време и на Света Богородица се разбира клирот, апсолутно тие се во една дејност да ја обноват Охридската архиепископија. За жал, него морала екзархијата да го склони, малку требало да ја обнови Охридската архиепископија. Само да водел сметка за тоа последните таму 91 година во декември, во такви тешки времиња да го сменува местото да спие по различити куќи, ќе успеал да ја обнови. Меѓутоа, екзархијата многу се жалела на Високата порта и Високата порта била принудена со полиција да го фати и да го спроведе во Цариград, нели? Меѓутоа, тоа е многу една жестока борба и тоа е за пофалба, тоа е фактички најуспешниот обид за обнова на Охридската архиепископија. Кој стоел зад него? Стоел клирот на Света Богородица и на Свети Димитрий. Тие го поддржувале. Откако тоа пропаднало, сепак доаѓа и таа година, и 94 година, црквата е реновирана пак, и 86 е реновирана, и 94 и доаѓа онаа година, 96 година, кога апсолутно е изграден сегашниот храм што го имаме до денешен ден, нели? Тие борби, должен сум да го кажам следното само, во таа последна деценија од 19. век. Борбите веќе, тука е веќе создавањето и на ВМРО, нели? Потоа имаме прв дел на нашата револуција, тоа е од Кресненското и Разловечкото востание, апсолутно по планините има доста востанички чети, меѓутоа по Кресненското востание Отоманската империја сватила дека има озбилен противник и непријател во Македонија и испратила многу голем аскер. Со тоа нешто и комитските чети веќе во 82-та година, кога веќе 78 и 9 е загушено Кресненското востание, меѓутоа 82 година, тој во таа прва фаза на македонското ослободително движење, и нашите комитски чети и нивните команданти, раководители, војводи фактички осетиле дека навистина Отоманската империја испратила многу голема количина на аскер во Македонија и дека не ќе можат да се справат со него. И затоа и тие се повлекле. И ние тоа го викаме, завршува првиот дел на македонската вистинска револуција. Веќе со создавањето на ВМРО 1893 година, навистина е втората фаза од македонското ослободително движење, барем така го третираме, иако тоа нема прекин, нели, уште со лозарите и така натаму, но сакав да го подлечам следново, како што си постои континуирано борба за македонско ослободување од Отоманската империја и за создавање на своја национална држава, тие борби одат континуирано и во паралела. Така си постојат пак и црковните борби
pridružno jedni su drugi za sozdavanje na svoja makedonska crkva na kraju na 19. vek i na početok na 20. vek. Какви се приликите и судбината на црквата за време на двете балкански војни? Балканските војни се тешка работа, како и световната војна за Свети Димитрий, нормално доаѓаат и се менуваат господари во Македонија. Со Балканските војни веќе знае се како е, тоа е меѓу Балканските војни е многу тешко, тоа е време малку трае, неќам да речам. Исто така, по Втората Балканска војна пак се знае, веќе по Втората Балканска војна во Скопје доаѓа српски митрополит. И се разбира, тука веќе доаѓа до нијанси на српската држава си, така да тоа влијание се почувствува и во црквата Свети Димитрий. Тоа е период еден сепак краток е и да речеме Втората Балканска војна завршува на 10. ајде да го речеме, кога е Букурешкиот мир на 10. август 13. година, а пак бргу ќе почне световната војна. Одеме на наредниот период од посовремената историја. Станува збор за Првата и за Втората светска војна. Во кратки црти, која е судбината на црквата и на нашиот народ? Бугарија влегла светска војна и дошла и во наша Вардарска Македонија, испратила и своји митрополити и така натаму, така што и црквата Свети Димитрие и цело Скопје е под управа на екзархијата, значи на Бугарската црква. И тоа ќе трае од 15. година до 11. ноември 18. година, кога завршува Првата светска војна. Веќе во декември, овај 18. година, се формира кралството СХС, Кралевина Срба, Хрвата и Словенеца, и Македонија, овој дел од Македонија, Вардарска Македонија, што ние сега што сме Република Македонија, ќе биде вклучен во кралството на србите, хрватите и словенците, и овде ќе бидат создадени епархии на Српската православна црква и ќе се менуваат веќе ќе доаѓаат српски владици, и тоа најголеми интелектуалци, како што е еден Варнава Русич, како што е Николај Велимировиќ, како што е еден Јосиф Серафим во Штип и така натаму. И во тоа време црквата Свети Димитрий си е активна за цело време и за тие 20 години колку трае таа држава, таа трае до 6. април 1941 година. Црквата Свети Димитрие си е активна. Можно е интересно што има богат црковен печат во тие 20 години. Па има активни свештеници од Свети Димитрие кои пишуваат, кои часописи излеваат во Скопје во тоа време. Иако краток период за 20 година, но црковниот живот е активен. Христољубив народ наш, да го спомне Господа Бога во своето царство, постојано сега, секогаш и во вечни векови. Блаженейшиот архиепископ Охридски македонски Стефан, честното свештенство Христа дјаконство и сиот монашки чин, да ги спомне Господ Бог за здравје и спасение во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Ктиторите, дарителите, настојателите, служителите, пејачите на овој свечесен Божи храм,
да ги спомне Господ Бог за здравие и спасение во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Вас сите кои што стоите овде на молитва, вашите роднини и блиски пријатели, да ве спомне Господ Бог за здравие и за спасение во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Свештено џаконство е да го спомне Господ Бог за своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Благообразни Јосиф, Јурас, нем печи своje тijelo Tvoje, посвечи се ови во неби умови, нови полки положи. Богровие плотски владеже с душу и удајужество, с бойником и на престоле бил десит и специјали спомагање по Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона и да се седничените Тог да оши жертву прави се време сега. Тог да вложат на олтар Твои телци. Спомни ме, брате, служателю. Светиот Дух ќе даде Тебе силата на Вишниот, ќе те осени. Да те спомне Господа во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. После 6. април 1941 година, посебно од 8. април, нели, зашто Југославија е нападната и бомбардирање Белград на 6. април, ама 2 дена на Бугарија не е било возможено да дојде во Македонија. Она дошла на 8. април. Влегла во Македонија и нормално со неа влегла и екзархијата како бугарска црква. Си биле поставени пак бугарски митрополити и тоа ќе трае се до капитулацијата на Бугарија 8. септември 1944 година. Значи, од 8. април 1941 до 8. септември 1944 година тука ќе биде пак присутна екзархијата и пак тоа е судбина на Македонија и пак српскиот клир ќе мора да се повлече, поготово владиците ќе мора да напуштат, а доаѓаат, фактички доаѓаат или од таму управуваат, Серафим си управува од Бугарија и така натаму. Екзархијата доаѓа и тоа е еден период кога на вистина се води сметка да се постави голем број е доведено и ниско, бугарско свештенство е доведено, иако луѓето доаѓале недраговолно, било војна, не сакале да доаѓаат, ама по принуда доаѓале, па им се даваат големи привилегии ако дојдат тука и така натаму. Нормално и црквата Свети Димитри ја дели судбината на сите цркви во Македонија, не само во Скопје, туку и во Македонија. Можам да кажам дури и следново дека и митрополијата е сосема близу до неа. Така да и бугарскиот владика им е сосема комшија на Свети Димитрија и сега може да замислите како е. Митрополијата, јас ја помтам уште, настрада во Скопскиот земјотрес 63 година, таа беше тука кај што е сега една многу мала, убава зградичка, кај што е сега архивот на Македонија и археолошкиот музеј. Тука беше така една мала прекрасна зградичка, значи сосема близу до црквата Свети Димитрije. Сега можете да замислите каква е била и судбината, нели, и на Свети Димитрiji, кога бугарскиот владика и бугарската команда им е сосема на 100 метри, нели, и така натаму. Но завршува и Втората светска војна, како што знаете сега, во есента 43 година се создава во Западна Македонија под наредба, нели, на генералниот штаб, на главниот штаб на НОБ и ПОМ, начело со генералот Апостолски, се создава и верско поверенство, зашто се гледа веќе дека Германија не може да издржи војната, дека ќе капитулира и дека ќе се создава нова држава. Тие се веќе сигурни во тоа дека ќе победат и создаваат и верско поверенство за организирање на МПЦ.
на Македонска православна црква. И од тогаш фактички тука се темелите на денешната Македонска православна црква. 43 година се удрени во Западна Македонија на слободната територија. И главном сите дејности се обавуваат главном во митрополијата и во црквата Свети Димитрий и до завршетокот на војната, од Врановци веќе во пролетта 44-та година во Велешко Врановци доаѓа и тоа верско поверенство, а таму е и главниот штаб, и тие доаѓаат и во Скопје, работат се до ослободувањето на Скопје, кое е ослободено на 13 ноември 44 година. Тие доаѓаат и после тоа и доаѓаат, тие се луѓе се учесници во НОП. Тука е нашиот архиепископ Михаил. Во таа група точно имаше еден Никола Апостолски и така натаму, Кирил Стојановски. Тие луѓе доаѓаат и ја отвараат митрополијата, таа прекрасна зградичка што ви реков, и тука се веќе организира црковниот живот, тоа е пресвртница, веќе настапува нова Југославија. Господи, же пресвятај од Твоего Духа, в трети час апостолен Твој низ послави, Того благињот Ти ми од нас, но обнови нас моја сија. Господи, же пресвятај од Твоего Духа, в трети час апостолен Твој низ послави, Того благињот Ти ми од нас, но обнови нас моја сија. Господи, же пресвятај од Твоего Духа, в трети час апостолен Твој низ послави, Того благињот Ти ми од нас, но обнови нас моја сија. И направи го овој леп честно тело на Твојот Христос. А тоа што е ова чаша честно тело на Твојот Христос, ги претвори со Твојот свет дух. Да Те спомне, Господи, во Светото царство, последно сега секогаш и во вечни векови. Амин. На тие што си пристува своји свети тајни, да биде затресна со душите. За простојање на гревовите, за присуѓање кон Твојот свет дух, за исполнение царството од небесно, смелост пред Тебе, и за освободимшите принесуваме на словесна небескана служба за починатите во верата, правци, оци, кадес, апостоли, прородници, евангелисти, мъченици, спаници, подвижници, за всеки праведен друг, кој што почина во верата. Особено за пресветата, пречиста, преблагословена, славна, Владица наша Богородица и секогаш Дева Марија. За свети Јован, пророкот, пречише крстите, свети славни, секлани апостоли, за светите маченици Агатоник, Зотих, Зина, од света маченичка Ампуса, чешленство зуваме, и за сите Твои свети, заради нивните молитви, посети не Боже, спомни ги сите што почине со највоскресени за вечен живот и покои каде што свети светеното Троице. Уште се молиме, спомни го Господи, секој епископство на православните, што правилно раководи со словото на Твојата вистина. Сето презбитерство, Христа ѓакон со секој свеченички чин. Уште Ти принесуваме словесна служба за целиот свет, за светата соборна апостолска црква, за оние што од чистот и честен живот живеат за Божиот Христовиот народ. Дај ни, Господи, ними нам спокојни ни живота, поживејме во секој благочестие и честност. Велико име Света Троице, Пресвета Богородице, помагај нас. Велико име Света Троице, Пресвета Богородице, помагај нас. Велико име Света Троице, Пресвета Богородице, помагај нас. Со незините молитви и по молитвите на Светиот Златост Христе Боже, помилуј не и спаси не. Амин. По Втората светска војна станува и обновата на Македонската православна црква, односно на Охридската архиепископија. Кои се најважните датуми и кога е роден денот на нашата црква? Многу важен веќе по војната, по Втората светска војна, е оној собор што се одржува во март 45-та година и тоа е прв црковно народен собор на кој се донесува резолуција да се бара Македонската република да се има во крилото на Југославија своја како што си е самостојна република во федерацијата.
автокефална црква. Меѓутоа се држи пак едно свештеничко собрание 46-та година, таму негде во јуни месец, каде што под притисок од Белград се одстапува од автокефалијата и се бара автономија. Меѓутоа, тие борби, тие препукувања, за нив нема да зборуваме, од 46-та до 58-та нема да зборуваме. Во 58-та година, на 4 до 6 октомври, во Охрид се држи втор црковно-народен собор од македонското свештенство и народот, втор црковно-народен собор, на кој фактички се обновува древната Охридска архиепископија и се создава под името Македонска православна црква Охридска архиепископија. Значи, подвлекувам, тоа е година кога е родена денешната Македонска православна црква, се разбира во поново време во 20. век. 4-6 октомври 1958 година. Во 1958 година, на брегот од Охридското езеро, во древниот Климентов град, каде што бил запален факелот на словенската култура и писменост, во Охрид, градот со безбројни цркви и манастири како културни паметници на минатото, беше обновена старата Охридска архиепископија, која што кон крајот на 18 век била укината спротивно на каноните и историските права на самата црква во Македонија. Во Охрид сега беше обновена традицијата на Македонската архиепископија. Беше избран новиот Охридско-скопски архиепископ и прв митрополит на Македонската православна црква. Одлуката за свикување на соборот се оствари во октомвриските денови на 1958 година во Охрид. Крај брегот на езерото во летувалиштето Орце Николов се собраа над 200 делегати од редовите на свештенството и верниците на Македонија, како и голем број гости и делегати на Сдруженијата на православните свештеници од другите републики. Црковно-народниот собор го отвори протата Нестор Поповски. Драги браќа, соборјани, почитувани гости, отворајќи го овај историски собор, позволите ме да ве поздравим со добро дојдовте. Свеченото заседание на соборот го поздравија подпредседателот на Извршниот совет на Македонија и председател на Комисијата за верски прашања Страхил Гигов. Секретарот на Комисијата за верски прашања при Сојузниот извршен совет Милое Дилпарич. И представници на свештеничките здруженија од другите републики, меѓу кои председателот на Сдруженијата на православните свештеници на Југославија Протата Милан Смилјанич. Црква у Македонија доđe do potpunog izražaja vaša makedonska nacionalnost, koju ste vi kroz vekove ljubomorno čuvali i sačuvali i koja je evo kroz našu zajedničku narodno-slobodlačku borbu došla do potpunog izražaja. Во одморот помеѓу заседанијата на соборот, делегатите, свештениците и верниците, крај брегот на Охридското езеро разменуваа мислења околу кандидатите за избор на македонскиот епископат и околу прашањето за историско-канонските права на црквата за свое конечно оформување. Македонските верници имаат право на црковно самостоен живот, на своји епископи домородци, свое домородечко свештенство и јазик. Тие и сите други прерогативи што произлегуваат од тоа, ќе се постигнат со обновувањето на Охридската архиепископија, спазувајќи го при тоа и единството на православието во нашата поширока татковина, Федеративна Народна република Југославија. Тие желби на свештенството и верниците, не само за остварената рамноправност во државно-политичкиот живот, туку и за рамноправност во црквениот живот, овој пат овде во Охрид веќе се остваруваат. Скоро после 200 летија се обновува старата Охридска архиепископија. Чуден е тој период, што се случува после војната од 45 до 58 година. Во Македонија нема официјална црква. Нема официјална црква. Туку градовите укинати се дури и епархиите и се создадени во градовите црковни одбори, кои ќе си управуваат со црковниот живот во секој град, а епархии нема. И тоа ќе потрае се до 56 година, кога некако со Белград ќе биде постигната една согласност, патриархот ќе биде признат за администратор и едни договори за создавање целосно на Македонска православна црква. И тоа ќе потрае уште 2 години и, како што рековме, 4-6 октомври ќе биде создадена Македонската православна црква. Света Софија. Оваа црква е еден од најстарите историски паметници на македонската живопис и древната архитектура.
Во незиниот олтар служеле света литургија старите македонски архиепископи во нашето средновековие. И точно во неа, делегатите на соборот, свештениците и верниците, го призваа Светиот Дух по старата традиција при вакви настани. Драги браќа соборјани, господо представници на нашата народна власт, Македонскиот црквен народен собор еднодушно ги донесува следните одлуки. Овој црковно народен собор решава да се обнови старата македонска Охридска архиепископија, која била присилно укината, истата да носи Македонска православна црква. За избор на архиепископи 20 епископи беа предложени 5 кандидати, од кои соборот избра тројца. За архиепископ Охридски и Скопски, прв митрополит на Македонската православна црква, едногласно беше избран епископот Доситеј. Епископ Доситеј е попотекло македонец од Маврово, од побожна македонска печалбарска фамилија. Роден е 1906 За владици Преспанско-Битолски и Здетовско-Струмички беа избрани архимандритите Климент и Наум и двајцата синови на македонскиот народ. Председавачот на црковно-народниот собор по изборот го представи архиепископот Доситеј на делегатите, гостите и верниците. Големите дела не ги создават големите народи, туку народи што имат голем дух. Еден од таквите народи е и нашиот македонски народ, кој даде големи жртви за својата слобода и независност. Утредента по изборот, во Историската црква Свети Климент, архиепископот Доситеј со свештенството отслужи архиерејска литургија. Од звуците на старите охридски камбани, по литургијата председавачот на соборот ја прочита одлуката за устоличувањето на неговото блаженство архиепископот Доситеј, при што му беа предадени символите на духовната и црковната власт, панагијата и жезелот од 16 век, што биле сочувани во Охридската црковна ризница. Црквено-народниот собор на обновената архиепископија Охридска и Скопска и митрополија Македонска на своето заседание го избра едногласно за свој архиепископ и митрополит господин Доситеј, досегашен епископ Топливски. Неговото блаженство архиепископот Доситеј потоа положи клетва пред делегатите и верниците. Јас, Доситеј, избрани столичен митрополит Македонски, се заколнувам во всевозможниот Бог дека на својата татковина и на народните власти ќе бидам верен и одан, ќе го поштувам и чувам црквениот устав, ќе ја чувам чистотата на православието, црквените канони и прописи. Вие имате еден научен труд посветен на соборните цркви во Македонија, на нашата Охридска архиепископија, меѓу кои еден долг временски период е токму и црквата посветена на Свети Димитри. Во кој временски период е таа соборен храм и кои се белезите на незината автокефалност поврзана со периодот кога таа е централен храм кај нас? Прв соборен храм на Охридската архиепископија фактички си е Свети Ахил, тоа уште 9 и 10 век, фактички на островот Мала Преспа, во
езерото Мала Преспа, на Свети Ахил, втора е Света Софија во Охрид, трети е бил манастирот на Свети Климент, Свети Пантелеймон, што го обновивме сега во 20. век, пред неколку години, кога се претворени во џамии. Манастирот на Свети Климент е претворен во џамија и Света Софија е претворена во џамија. Останува, некако се сочувала само црквата во Ведение Богородичино или Перивлепта и од тогаш, а тоа е 1518-19 година некаде, а она станува соборна црква и таа е четврта по ред. Таа ја има судбината и кога е забранета дејноста на Охридската архиепископија 1767 година, она била соборна црква. Сега веќе по обновувањето во наше време во 20. век, прва соборна црква од 4-6 октомври, како што рековме, 1958 година, прва црква е Свети Мина. Свети Мина, која се наоѓаше до Света Богородица во голема близина. Таа е првата соборна црква, или ќе речеме сега пета по ред. Ние континуитетот си го држиме, тоа си е Охридска архиепископија. Пета по ред, меѓутоа ја има судбината да тоа време биде многу кратко. Само 5 години доаѓа земјотресот Скопски, 63 година, и она е разурната во земјотресот. По земјотресот Свети Димитрий обстојал, не се срушил, останали по земјотресот и тој е веќе соборна црква на Охридската архиепископија. Не само тој што е соборна црква, туку од западната страна на 5 метри до него една мала зградичка имаше, таа беше и Скопска митрополија и седиште на Охридската архиепископија. Се дури се изгради сегашната мермерна зграда на архиепископијата. Долго време јас сум доаѓал кај архиепископот Доситеј во таа мала зградичка која не беше ни достојна за архиепископ, тоа беше чумесче едно, но ете тука беше и седиштето на архиепископијата до самата црква Свети Димитрий. Зашто Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Свети Димитрий е значи соборен храм од земјотресот 1963 година, па се до осветувањето на сегашниот соборен храм на Свети Климента во 1990 година, нели? Во тој период има бурен живот, нормално прв архиепископ, реков, тука му е и канцелариите кај што работи, не резиденцијата, туку канцелариите се на 5 метри до самиот храм Свети Димитрие, нели? Значи, првиот македонски архиепископ по обновената Охридска архиепископија 58 година е архиепископот Доситеј. Подолго време тој управуваше со МПЦ и тука е и сохранет, нели, во наозот.
Неговото дело го продолжува Ангелари и тој управуваше неколку години дури беше соборна црква Свети Димитри и тој управуваше со МПЦ и тој е сохранет тука од надвор до самата апсида на Свети Димитри како соборна црква, нели. Понатака веќе се доживеа уште беше архиепископ, дојде за архиепископ Гаврил. Архиепископот Гаврил и Свети Димитри беше уште соборна црква. Благословен еси Господи, научи меня оправдание Твоим. Святый лик, обретей источник жизни и верой Твою. А обряжу ли аз путь покаяние, погибшее обчастие сам, позови меня, спасе и спасия. Благословен еси Господи, научи меня оправданием Твоим. Образе Божия проповедаша и заклани бивша, яко же аганци. И жизни нестарење святи и присносушње представавше ся, колко прилежно ученици молите, колко разрешение нам даровати. Благословен еси Господи, научи меня оправданием Твоим. Успокой, Боже, раба Твоего и учини Его в раи. И праведници сияют, яко светила. Познато je дека во 1896 година имаме преосветување на овој храм и дека токму ова 2016 година всушност е јубилеј на 120 години од преосветувањето на овој храм. Па црквата низ вековите, зашто зборуваме еве дека 800 години обстојувала, не значи дека немало поправки, самото време нагризува сите објекти, па и неа. Апсолутно таа има поправки во својата историја, а само во 19. век, колку мене ми е јасно, колку јас знам, има реновирање на храмот. Тоа не е овој храм, меѓутоа има реновирање на храмот во 1835 година. 1835 там. Тоа е епоха баш и градбата на црквата Света Богородица. Потоа има негово реновирање пак во 1864 година, непосредно пред создавањето на екзархијата. Има негово реновирање. Тоа не е овој храм сега што го имаме. Потоа има реновирање и во 1886 1886 година има реновирање на храмот. Па и во 94-та има реновирање. За сето тоа да заврши 96-та година. 96-та година токму секакво реновирање било. Што било? Тоа е денешниот храм веќе што го имаме и денес. И затоа се слави 120 години од тогаш е преосветен и така натаму го гради син на оние чувени мајстори од Галичкиот крај, Андреј, Дамјанов, Коста, Никола, тие браќата, најчувени мајстори на Балканот. Нивни син го ја гради црквата Свети Димитри, потоа Папрадишки ги слика фреските.
Папрадишки ги слика фреските, а тие предходни фрески што биле уште во предходниот храм, тие се некаде уништени при онаа реновирање од 86 година. Но рековме тоа е се завршено и сега веќе по изградбата на овој храм што го имаме сега, кој датира точно од 1896 година, тука веќе во тој храм работи Папрадишки и ги прави фреските. Но не значи дека во земјотресот останала потполно читава и Свети Димитрии. Апсолутно имало оштетувања и фреските ги работи нови фрески, тие сега што ги имаме баш. Сега што се во храмот од 1963 до кај 73 година, тоа се сегашните фрески што ги има во храмот, ги работи еден зоограф по презиме Коловски човекот, значи тоа се негови фрески што ги имаме денес. И јас го гледав тој човек како работи, тогаш веќе доаѓав и во тоа време јас нешто работев во Свети Димитрии. Бев врзан, тука доаѓав стално и јас работев и го гледав човекот како слика. Камбанаријата е од подоцнешен период. Камбанаријата е градена некаде во 1907 или 8 година. Таа камбанарија што ја има сега, она е некаде од 1907 и 8 година. Професоре, ви благодарам за овој исцрпен разговор за историскиот развој на оваа наша соборна црква и нека ни е честит јубилеот. Благодарам.